Слава ти, Господи Исусе Христе, зборува и денеска низ мене, Татко, во името на Твојот Син. Знаете, го проучуваат писмото, мислат ке им даде живот вечен, а не доаѓаат кај мене, кај Исус, за да им дадам живот вечен. Објавил стихови и вели овој стих значи ова и се расправаат за тој стих. Водачна заедница. Сум видел заедница каде што еден човек постојано повторуваше едно исто прашање и се расправа, доаѓаше до кавга за одредено толкување на некој стих. Не треба ти да го толкуваш стихот со човечки телесен ум. Јас треба да го видам стихот во тебе, дека е жив. Дека ти наместо да толкуваш стихови, нели, да го проучуваш писмото, да дојдеш до Исус, тој да зборува во тебе, да видам дека ти се бориш за Исус, дека работиш за Исус, дека Духот те води, дека војуваш против сатаната, се бориш за души, спасуваш, дека Духот има материализација надприродна, песни, славење, ослободување од демони, па жива вода која тече во заедницата. Сите да знаат дека ти си христијанин. Да бидеш светло на светот, не да ми толкуваш стихови. И тој стих по делата ќе ги познаете, ако ти си врзан и зависен од дуги пари, некој ти праќа пари за да бидеш заедница овде, или си врзан за народна традиција, обредна народна традиција од неолитот до денес, тоа беше причината зашто е распнат и Исус, овој сака да не ги земе обредите. Ти тогаш не си способен, немаш сила да војуваш со Исус, а толкуваш што рекол Исус. Не треба да бидеш ти критичар на Исус, толкуваш фарисеи, садукеи. Треба да бидеш еден дух, едно тело, да го живееш Исус. Да ја видам живата река во твојата утроба, да го видам Царството Божјо во тебе, да видам дека имаш ти меч на духот со кој велиш бегај од Македонија, Сатано, во името Исусово и не враќај се повеќе. Да го видам тој трепет, таа сила на вечната љубов која победува се. И кога вам ви се поважни човечки толкувања, туги знаења, едно такво толкување цела една заедница затрул, иако намерата била добра, нели, знаете, ете тоа сакам во духот да ви пренесам од Таткото Небесен. Го проучувате Словото, толкуваш ова значи, вака било, така било. А не доаѓате кај мене како да дојдеш до Исус. Ете тоа треба да ги научиш луѓето, како да станат еден дух, една љубов со Господ Исус Христос, една сила, една волја, едно царство. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секое срце Исус. Амин. Од земјата до небесата, љубовта Исусова да ве преплави. Амин.